852 милиони евра лани се искоцкани во Македонија. Ова значи дека се зголемува бројот на коцкари, но и парите кои се ставаат на маса во игрите на се или ништо. Потврда за ова се приходите на коцкарниците и обложувалниците кои секоја година раснат видливо. Анализата открива дека минатата година вкупниот приход на друштвата што приредуваат игри на среќа или пак места за обложување изнесува 852,2 милиони евра. Во 2024 година износот бил 836,5 милиони евра, а во 2023 година изнесувал 791,3 милиони евра. Ова значи дека само во последниве 3 години ова задоволство ги чинело граѓаните безмалку 2,5 милиарди евра. Што луѓето ги тера да се коцкаат по секоја цена и има ли лек? Узуро, галени деца, нема што да работат, лежат и трчат таму да потрошат некоја пара. Има ли лек за тоа? Лек, ако има лек, ќе ги лекуват, сигурно нема лек. Сиромашијата, ја така мислам дека е. Има ли лек против коцката, за коцката? Има. Например? Има, ќе увиди дека не бива, дека загазуват на тоа и тоа е. А да се коцкат луѓето, знаеш што ги терат? Дома тие родителите што не ги воспитале. Невоспитано дете да се коцка, да го пуштат у коцкарницка што од никое време. Како нема лек бе? Стапо што викаше тај што го донесе на приказната, вика овај стап за што е, вика да ти дојде калостинко. Некој е разочаран, не стварно нема екзистенција, без работа, има завршено некоја соодветна школа, не го примат на работа, тоа значи разочарување. А некој од многу пара, родител е јак со финанси и сега тато даде некој денар и овај го пуште дека оде, ето од тоа, значи многу причини има. Добро, а има ли лек за коцка? Па лек само закон. Узуро нема работа, отиде, ако му даат некој динар, отиде, потроши ги у коцка. Мислејќи дека ќе добие, а уствари губи. Има лек, да нема пари да оде да се коцка, ќе има лек. Немањето ги тера да се коцка. Како има ли? Лек за коцка. Нема. Сите коцкарски задоволства и трауми се 67 милиони евра добивка во овој сектор, кој според некои податоци вработува над 8200 луѓе, а на државата за даноци издвојува 280 милиони евра. Но иако тоа за неа се големи пари, премиерот Христијан Мицкоски одлучи да ја смени играта во намерата Македонија да не наликува на Лас Вегас, а граѓаните да не се фрлаат во очај и должничко робство. Во процедура е закон кој забранува коцкарски објекти на најмалку 500 метра оддалеченост од училиштата.